За другите да се вратат во селата од истокот, ова е единствен начин за нивно зајакнување и за развој на земјоделието во регионот. Овдешните земјоделци поседуваат мали ниви кои не се доволни за сериозен развој на земјоделието и неопходно е нивно окрупнување, што може да се направи само со задругарство. Иако досега имало неколку обиди за другите да се вратат во игра, сепак досега нема никакви резултати, меѓу другото и заради одредени законски одредби кои според земјоделците не се добри. Не се спремни задругарите да здружуваат имот во задруги. Сето тоа ќе треба да се дефинира на некој начин во новиот закон. Тоа е еден од проблемите. Другиот проблем е двојното оданачување на членовите во задругите и на приходот што го остварува задругата. И третиот дел е дека не сме равноправни со индивидуалните производители. Членовите што се во земјоделски задруги имаат обврски да водат книговодство. Доколку овие пречки се надминат, задругарството би можело да се врати. Впрочем, Зрновци, Подлог, Тркање, Блатец и други села од регионот својот развој му го должат токму на задругарството. Инаку во Македонија сега постојат само 39 задруги, неколкукратно помалку од пред 30 години. Резултатот е за останато производство, слаби приноси, сиромашни земјоделци и села кои масовно се празнат. Колку за илустрација, дури 35% од жителите ги напуштиле селата, од кои речиси сите се млади луѓе, оние кои требаше да бидат носители на нивниот развој.